Najmalku 20 mini akumulaciji treba da se izgradat v opštinite od istočnijot region. Nivnata izgradba ke čini okolo 50 milioni evra, odnosno po okolo 2,5 milioni po akumulacija. Samo vo Karbinci akumulacije ke se gradat na Radanska, Kozjačka i Argulička reka. Првично, само за акумулациите се потребни околу 3,5 до 4 милиони евра, а за водосистем на целата општина, односно на 3000 хектари, е уште толку. Се потребни значи околу 7,5 милиони до 8 милиони евра. Во Пехчево акумулација ќе се гради на Брегалница, а во Македонска каменица на Косевичка река. Со тоа значи ќе го подобрим водоснабдувањето во селата Луковица и Тодоровци, секако ќе се створи можност за наводнување на поголеми површини земјоделско земјиште. Така да ние со документација сме подготвени, ќе аплицираме и очекуваме овој проект да ни биде прифатен. Во Штип општината изградба на акумулацији планира на Судичка река и на Отињано кај Липов дол, но она што е најзначајно за штипските земјоделци е враќањето на водата во Лакавичка река. Водите од Мантово потечат по канал за наводнување во Лакавичкото поле и Лакавица, досега неприродно потуне вода во Радовишко поле. Со изградбата на браната ке Подареш, Радовишко поле ќе се навадне во таа брана, а штипските води од Лакавица ќе се доаѓаат кај нас и ќе биде исправена историска неправда каде природните тековини на река беа свртени во друг правец. Вкупно сите акумулации треба да обезбедат вода за околу 30.000 хектари земјоделско земјиште, нешто што најмногу им значи на земјоделците. Без вода ништо не може да биде. Без вода кој сака, што сака нека сади, не бива без вода. Ако има вода ќе биде. Ако има да биде вода, водата е благодетна за производство. Ако имаш вода, ќе имаш све. Па најголем проблем е наводнувањето тука во ова место и народот за тоа избегава, те нема наводнување. Додека имаше наводнување, имаше се, и работе млади и сете и се вадеше производство. Инаку првата мини акумулација во регионот е изградена лани во Берово на Ратевска река. Од неа во просек се произведуваат по 120 киловат часови струја.